Назад сме почитувани во неделниот микс, добро расположени и распеани. Овие празнични денови се токму такви. Денеска на мое големо задоволство во духот на народната музика, на убавата песна, на гости ги поканив Весна Крстевска, таа е музичарка, пејачка и исто така Наско Чапар, долгогодишен музичар, признан, познат не само во Македонија, туку и низ Балканот. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Благодариме на поканата, среќни празници на вас, на куќава, на гледачите што не гледаат и со добра мисла и со добра музика да ни тече и 26-та година. Дај Боже да биде. Така Весно, добре ни дојдовте вие. Ви благодариме на поканата, да ги поздравиме гледачите, да имаат убава прекрасна нова година. Тоа е што да кажеме. Со песна, со убава мисла, како што спомнавме. Со песна, со убави снимки, убави спотови. Вие преубави се надевам дека ќе уживаат. Ќе уживаат. И да кажеме, прво ти се заблагодарам. Кога почнавме овој проект да го правиме, бевме кај тебе приверено. И ти благодарам што ни застана на зборот, остана на тоа дека пак ќе викнам кој ќе биете при крајот. Еве се смеа при крајот. Сега почнуваме неколку уште песнички видео да го правиме спотовите и мислам дека ја постигнавме целта што еве веќе втора година ја работиме ова работа во овој проект. Еве да ми објасниме на гледачите, прво ви благодарам многу за убавите зборови и задоволство ми е секогаш да промовираме македонска музика. И еве да кажеме за гледачите кои што можеби не знаат за каков проект поточно или стануваше збор изминатиот пат и еве сега се продолжува. Сега овде малце имам историја да кажам. Главниот протагонист за се ова што го снимавме сум јас. Сега не нешто не е ова фалба или пак сега измислив топла вода, него сакав да направам малце кавери на оние постари македонски изворни песни, кога почнав да ги снимам, прво бев во замп. Прашав која песна, која е народна чиф, кој е автор, кој треба некого да прашам или не треба, слободно снимање ли се. И од кога сега си направив се на спецификација, иначе проектот го почнав прво со покојна Марина Пукарич. И се случи тоа што се случи со оние, јас снимав едно CD со Evergreen, забавни, и направивме околу 6 народни песни. Мислам, Марина беше број пеач. Бог да ја прости. Пеач број еден за мен. И во тој, како да кажам, период кога кога останав сам, ете, Господ, чудни се најсни во шоу бизнисот, чудни се Божите патишта и случајно со Весна. Не на свирка се, најдобно. И јас свирам таму, она вика, може да пеам. Мислам, она беше со друштво, ја натераа да пее. Ја не знам, ја. Викам, свирев тогаш девојката од Панама, една многу убава боса нова. Од Жобим. Да, и браво. И сега она ми вика, можам да пеам? Ја мислам, ке пее нешто, сега да кажам, джингавак, мислам, тоа нешто да за играње, знаеш што. И не вика, јас сакам ова да пеам. И ја викам, леле, кој е ова? Еве го микрофонот. И среќа сега што ние таа песна ја пеевме и ја снимивме со Марина Пукарич. И во истиот тоналитет ја пее она. И како да сме пробале 100 пати. И Тоа се тие енергии кога ќе се спојат. Да, нешто чудно, навистина. Не можев да верувам. И викам, сакаш нешто од Кони Френсис, ми викам. Како кога ми кажа, беса ме мучо тоа. Од едно на друго, Солamente, леле, викам, видиме кој е ова, девој, па ја со пушка да барам тако не можам да најдам. И викам сега, слушај, јас немам вокален пејач. Мислам, со мене јас сум само клавиристен. Сакаш ли да соработуваме? Викам, пази, ако се нафатиш, шоу бизнисот е голема работа. Нарочите за овака фамилиарни мажи жена. И размислено. Околу 2 месеца може мислено. По долго време, значи. Мислиш, ја викам, тоа се откажа. Не, вика, како па. Ја вика, тоа ми беше и дома, вика, го купатило ги пеам тие песни. Тоа е кога срце игра, пее. Не знам, чудни работи, стварно се случува. И првото стартување, кај ми беше, не се сеќавам, пак околу нова година беше нека цирка,
И после се договоривме, викам дали сакаш овој превод што го правев со Марина да го продолжиме. И кажа песни, викам тие на лист целака, викам слушај сега ова музиката. Мислам колегеви и ние знаеме дека музиката е скап спорт. Почнувајќи од инструменти, од студио, околу снимањето, сакам да кажам. И аплициравме во министерство. Ништо од министерство. Ајде си почнете сами. Ова се што го гледате си е само финансирано и аудио и видео. И идејата, од кај ми дојде идејата сега, Да, можам тоа да кажам сакам, и тоа. Идејата ми е многу одподамна. 91-2 година веќе се осамосталивме во Македонија и покојната Васка Илиева беше многу добра пријателка со Виданка Ѓорѓиевска. Ние се работувавме заедно со Виданка многу години наназад. И вика ќе одиме да правиме концерти, не знам некој мираџерле како беше така. Имаше и некој фолклор. И рече јас ќе дојдам со армоника, мислам јас да дојдам со армоника и земав басиста и гитариста со мене, Виденка и јас, во една кола одевме певиш. Бевме низ цела Пиринска Македонија. Сандански Благоевград таму. И умировме многу убаво. И во Благоевград тогаш ми дојде таа идеја. Свириме на концерт на голема сала. И кога излезе да пеја Васка Илиева, кога почна пеја нејзините песни. И цела сала плаче. Ја гледам со марамец и сите се ближе, викам што стана. А додека пробавме таму, имаше и некои нивни пеачи. Имаше еден постар човек беше тогаш, не знам дали сега се уште жив. И сакаше и тој да пее, мислам и пееше. И јас му викам, ајде да пробаме сега, дали тонгалитети. И го слушам ја Бадев. Гласот на Никола Бадев. И викам, еј мајка, човеков, зар могуче толку да го имитира? Не го имитира, мислам, тоа му ше стил. Да се свртиш вака, знаеш, и да не го гледаш, речеш овој Бадев пее. Ми беше многу драго. И тука викам, види бе, сега добро таму Пиринска Македонија, нели тоа. Тие се македонци колку што знаат. Да. Сега каква е политиката, не навлагам во тоа. И кај што бевме во хотелот сместени, имаше многу телевизии, имаше многу телевизори поточно. Не телевизија, а имаше двете телевизии што имитираа фолк. И сите песни што сум ги слушал кога во малите години кога го учев занатот, имавме дома едно старо радио. Ми се врати сега целиот филм, знаеш, едно старо нишко радио на лампи, што тогаш. И тие песни тогаш само ги слушав, не сум ги слушал многу одамно тука. А имам дома и некои мали синглки плочи. Најчесто од Васка ги препеуваа, ама имаше некои песни што беа препеани авторски песни. И сега знам, например, Јоване Маријоване е на Виденка Ѓорѓиевска. Васка пееше, како се викаше, не една сам, повише песни, не е авторски. Од Јонше Ризус, ја кумарам и ваѓи. Викам, добро, тогаш, ајде јас, не морам да ги снимам, бидејќи се снимени веќе, ама ги слушам тамо, ги пеа. И викам сега, првата прилика ќе направам, ама сакам да ги направам автентично, со жив оркестар. И почнав. Доаѓам в Скопје, почнав со колеги веќе. За овие се еден дел од колеги. На сите сум им благодарен, да не ги именувам сега, кој се тоа се им стојам да располагање нешто. Кога ќе им требам нешто. И отидов во студио и почнав. И сега благодарение на техникава денешна, прво ќе направиме матрици, па знаеш како е денешно времево за снимање. Овој слободен гајдаџијава не е. Да, кога повеќе тим во прашање, нели треба да се вклопат сите. Кој не снимал или кој не соработил, тука не знае. Да. И ете се споивте со Весна. Да. И Весна одлично се вклопи и во првиот проект, и во вториот, ви исто така имате и заеднички настапи. Весна, ете како се вклопивте вие? Ви требаше ли брзо време во целиот тим и ете го зборуваме проектот, но всушност тоа се настапи на наши македонски песни. Овие се песни и ваши исто така имате нови компонирани. Тежина. И ново компонирани исто така. Да. Имаме, настапивме на Гулца фестивал. Там е баш од со Илина од Германија е, таа писателка.
ни дозволи да ја испееме незината песна и благодариме, ќе спомнеме Лизе. Тука ќе спомнеме и Виденка Георгиевска, прво таа ми беше многу голем ветер во грб, што се вели. Ме одобри веднаш кога прв пат ме представи наскопе Незе, а после, мислам, со враќање назад на колената дознавме дека таа ми е тетка. Наистина. Да. Има нешто во космос. Да. Иначе јас како дете во таква фамилија, дедо ми армоникаш, имале ансамбл и сум живеела во такво окружување и тоа живот, нели? Сплетна околности. Да, не се бав со тоа, секогаш желба. И кога се сретнавме прв пат со нас, кој тоа ми ја раскажа приказната, почнавме. Требаше доста време за да се одлучам, пошто со фамилија, со си. Сето ова бара многу време, многу труд, многу ангажман. Да, вака делува нели? Овие 4 минути мислиш. Сите мислат дека не лесно е одноставно. Да, си пеат, ама не е всушност баш така, не е баш така, треба многу да се вложиш, многу да се одвои време, труд, енергија пред се и финансии, секако финансиите. Јас само можел да ја пофалам во музичкиот дел. Сега ќе ги ставам слушалките и први, втори глас, нема проблем. Од први имаше треба. И нормално е тоа, нели? Прво, сега, пази, првата скала и одма ти влагаш во студио, става слушалици и кажеш, кај сум сега? Мислам, јас се враќам во моето, кога јас почнав така. И влагам, ама доста се вклопи. Сега не е многу битно и со кого. Така е, со кого се работувате, Со кого се работиш, како? Бидејќи вие многу и време поминувате заедно и важно е да имате слична енергија, нели? Апсолутно. Ние кога свириме музичариве малку поише заедно, само се програмуваме и знаеме што. Да. Поготово со каде што снимаме во студио со колегата Славче Ристовски, го поздравам, и тој има исто од проектов дел. Со него мислам дека само вака се гледаат и толку, не треба повеќе ништо. Сега ја влегов исто во шемата малку. Ама они нема. И многу важно од кого се учи. Ево господин Наско Чапар е долги години во музиката и со врни наши. Знаеш што, јас занатот го учев од многу подобри музичари од мене и постари. И знаеш што, занатот никој не ти го кажува, си го крадеш, ама има и некој ќе ти го каже, знаеш, нека финта ќе ти покаже, еден од тие хармоникачи сакам да го покоен е сега, ама сум му благодарен, Миле Христовски. Тој ми кажа неколку хватави, знаеш, како се вика тие, како за акордија, ама ги памтам цел живот. Така, не се заборава тоа. Не. Еве, ако се согласувате, можеме малку и музиката да искоментираме. Имате и нови песни, ваши компонирани. Го задржувате македонскиот мелос, македонската народна. Сега ги правиме спотови, ова се народни. Да. Сега што ги правиме, а тоа што ќе ги направиме тие се ново компонирани. Сега во ова нова година, така? И затоа сме види во кој стил сме. Да, све во етно стил. На се сте мислеле, да, и во однос на облеката. Не можеш да ја видиш Весна во градско, се да. Во народно. Но одлично ви стои, еве. Она тоа, и со амбиентот, и со се, навистина се вклопувате одлично. За носите. Градиме некој, ете така, посебен етно стил. Се да биде во. Да бидеме автентични, сакаме. И овие изработкиве се моја смисла, а мајка ми ги шие. Одлично, да, и сестра ми. Двете они шијат доста и така да ми се наоѓаат во тоа. Да, баш тоа. Иначе, од секојаш така од малечка, тетка ми правеше некои кукли, како со топче од пинг-понг и надолу, и ние така како деца уште сме сакале да ги облекуваме, да ги правиме. Баш тоа ни било смисла. И еве сега? Еве ова се покажа дека имало зошто. Секогаш има нешто зошто. Да. Чудни работи се случуваат. Но убави, нели, кога е зубаво, тоа е важно. Сега, знаеш, музиката е дел од шоу-бизнисот, голем дел од шоу-бизнисот, а имав еден другар, уште кога го почнав занатот, имавше и разочарување, да ти кажам наесено, како помал, знаеш. И ја леле ќе се разочарам, му викам, слушај, ќе се откажам. Бе, вика ти, ако се откажам, ја како ти што загаш, до сега ќе ме заборавеа. Значи, терај да знаеш, едно правило има во музиката, во шоу бизнисот. Нема правило. И сега
Ви како? Очекував нешто друго. Не, вика, нема правило. Еден пејач може да сними 100 песни и ниједна не може да не е. Еден пејач, 2 песни ќе пее, едната ќе му запали, мислам колку И ќе хит. стане хит. И Да. човекот си оди со... Да. Така, а секогаш треба да се пробува, да се... А мора да го држиш. Темпото, нивото, да. снимаш, да трчаш. И сега, не знам какви се тие. Да. Не знам, харизма ли е тоа, што ли е, не знам. Колку вас, Весна, ви значи тоа што господин Наско е искусен музичар сите овие години? Многу. Многу, затоа што јас немав искуство многу кога влегов во ова. Меѓутоа, прво, еве ќе речам за евергрините, секдека јас сум се наоѓала во музиката. Значи, се сум слушала, од секогаш. Како жанр, да. Да, како жанр се. И кога почнавме, многу значеше тоа што јас сум ги слушала веќе тие песни. Тоа беше. И што знам, и некои нормално никогаш не сум ги слушнала и ќе се почнем, ќе ја слушам, ќе ја научам. Значи мора да научам. Во жанровите, многу различни жанрови ние пееме, али претежно евергрините ни се така како препознатливи сме по тоа, покрај народнава што е, меѓутоа странски евергрини, јас пеам на многу јазици. Сега настапуваме во центаров на градов во еден ресторан и таму ни доаѓаат доста странци и мене ми е прво ми значи кога ќе прашам на некој јазик што не го зборам, а ја пеам песната, ќе прашам дали е изговорот дали е добар и ми велат дека е прекрасно. Тоа е исто така тоа многу важно, да. Многу Кажи за битно. луѓе во Сиджека од Калифорнија. Да, вчера имавме едни гости од Калифорнија. Сега се повратници, ќе ги поздравам. Значи, ќе се нашици што се препознаат. Да. 25 години би гледал. Така. И сега човекот седи од страна, јас само го посматрам и толку ми даде инспирација што да пеам. А требаше пауза да направиме. Требаше да правиме пауза и јас само му викам на Наско, ај са та. Ајде та. Значи он самиот ме тераше, пошто го гледав како ужива во цело време во песните. И на крај отидовме, после свирката останавме уште сат и нешто со нив, толку муабети се спријателивме буквално за еден час веќе имавме многу што да кажеме. Не знам дали овде на првата емисија кажа за партизаните. Да. За италијанците. Бела Чао е песна италијанска која што е уствари партизанска. Да, таа веќе е позната и денес, да. И јас не гледам така на таа песна и во центарот исто на градов, во еден ресторан, настапуваме пред група на италијани. И јас си пеам и еден ме вика човек, јас зборувам италијански, он ме вика морам да ви кажам да ве предупредам. Друг пат кога ќе пеете песна, прво да прашате дали е во ред. И јас се почне да викам, ви благодарам многу, а зошто ме интересира, зошто е тоа така? Па таа е вика револуционерна песна. Не сите ја сакаат и не ја одобруваат сите. И мислам, стварно му бев благодарна заради тоа што може негде да не поминеш добро. Така е, да. И таму имало политика. Уште ова ќе се надоврзам. Летово бевме на море. Еден месец имавме таму настапи, во Суто море бевме. Таму ни се појавија украинци. Да, украинци. Кога ни се запна човекот, пееш руски, мора и украински да ми пееш. И сега некоја иста таква револуционерна. Исто треба, значи секаде да се внимава. Да. На мака мора да некогаш се не внимава, знаеш. да, мора. И после се реќа што газдата на ресторанов дојде и вика нема тоа пеење, значи имаме тука се и свашта, мора да се ништо, некои американски, англиски песни, тоа за да нема дилеми. Повеќе тоа пеевме италијански, шпански, нешто грчки таму. Им е тоа исто. Македонски сигурно имате. Македонски. Сакаат црногорците македонски. Ама имавме и македонски гости ние. Да, има. Па на море, да, нормално. Да. И беше толку весело и они кои ќе дојдат и викат, знаевме дека вие сте од Скопје, од Македонија, бидејќи
вака другите да Не може да ги пеат Не. македонските песни другите на овој И начин. така весели, знаеш. Некако тие се по-скептични. Англичаните дури се бунеа. Вика да смиеме. Добро, тие се, нели, секој различно си е... Да, таму точно да се одмарат, у секој случај. Да, секој со, нели, свои навики, Да, со апсолутно, своја култура. апсолутно. Еве да се навратиме од морето, малку да се префрлиме овдека покрај каминот во вашите спотови што се вели. Песните се, како што спомнавме, дел и компонирани, нели, ваши, аранжманите. Се модерни, јас ги ете. И ќе слушат и гледачите. И сум исто така. ставал веќе избегавав да имам ова клавиатури, меѓутоа сакав малку да има и урбан звук сега, нели, ако се веќе постари песни, помодерни да ги направам, ама е се снимено со живи оркестри. Мислам не е со синтетика. Да. И затоа и Волку трае долго. Снимања во скоро втора година снема, ама снимивме едно 5-16 песни, така поспрето и ги правевме и сакав да бидат све во ритам, играорни, и така ги правев малку може и подолги. И ќе остане ова, например на прослави, на родендани, на слави. Па ние ќе си идеме, пуштат гледачите овие песни од YouTube и ќе си уживаат. Јас сега до сега не видов еден лош коментар, па сега боже мој, дали си лица ми прават или па Не. кул, па сега што да не знам. А многу се важни коментарите од публиката, нели? И како не? Да. Прво, за да те поттикне, за да направиш уште нешто подобро и поубаво, секогаш моментот кога ќе каже некој убав збор, еве сега конкретно исто ваму кај што настапуваме, гледам цела сала, јас никој не мрда, нема ништо, нема некоја и туку некоја таму ќе дојде, ќе приде, ќе ни честита, ќе ни каже дека е прекрасен репертоарот, дека изборот на песните е совршен, гласот твој е прекрасен, изведбата на нас кој е супер. Значи, има толку многу добри коментари кои што едноставно те терат да бидеш уште подобар. Да. Мара, да не се фалиме многу. Да, добро, ние вако од искуство, нели, од вашето искуство си кажуваме. Во однос на анегдотите, во голем број се, и минатата емисија нас која ни раскажавте и на море што се случувало и во поранешна Југославија, но што е она што еве некои анегдоти од вашите заеднички свирења ви исто спомнавме? Јас може да кажам, моја лична не анегдота. Дечко ми тука кај брада. 92 година јас снимив првата касета за македонска телевизија, а втора во мојата кариера солистичка, првата за Белград ја снимав. И сега да поентава ми е доста често настапував на телевизија и тогаш МТВ, значи телевизијата, радиото и касетната продукција, тогаш само што се отвори, беа под иста капа, само со различни уредници. И сега, бидејќи јас снимив таму, така беше редот и супер, така требаше да биде и да остане. И сега, ако направиш проект, и треба сега малку, нели, да му дадеме јавност реклама. И прво бев на емисија кај покојниот Ѓоко Георгиев, на радио водеше и ја промовиравме касетата. И после ми се јави Димитрije Павловски Денки, тој е оној творецот на приказките, он беше уредник и главен директор, не знам, на маркетингот. И ми вика да дојдеш, тогаш одеше во недела Слики без рамки, емисијата со народна музика, доцуриш 2 ора, вика, од тоа ќе правиме спот. И јас ги собрав дечки, најдов фирнешен, кај таму играше малце, и снимивме 2 номери од касетата, и за 2 дена ми се јавува Драган Белјановски. Тој е па режисерот што ги сликал, што ги режисирал по овие приказки со коло. И ми вика, слушај дечко, утре во 1 сат можеш ли да дојдеш? Можам, викам. Ќе го правиме спотот, вика, да бидеш и ти. Мислам, лал да му е. Тоа е професионално. И одам јас таму, да ти кажам, тогаш многу табу теми, да кажам табу теми сега. Многу работи што не сум ги знаел како ги прават на монтажа. На филмовите ми се разјаснија. И сега он ми пушта музика и ми вика, кој кадар сака сега? Ова, вака, вика, и сега и завршивме со снимањето и ми вика да те прашам нешто тебе. Знаеш ли што е телевизија? Ми вика, не. Ја му викам, телевизија е.
кутија со компоненти. Не. Начинот на работа во телевизија. И вихли се, ти мора да го знаеш ова, како новинарка. И ми вика, ај читай го налогот. Ја го читам, знаеш тогаш што налог. И вика, почитай колку треба да трае спотот. И викам 30 секунди. Добро. А ја таму стојам на мониторот, смрзнат со хармониката и доле каунтер. И пишува 33. И вика, гледаш овие 3 секунди? Те частам 3 секунди. Леле, вика, се скрши. Абе, вика, овде се мери времето со стотинки во телевизија. И така е, Така ли? Беј. Секоја секунда е, нели? И многу, ми се разјаснија многу работи тога. Мислам, Па важно е од кого се учи, важно е, нели, сите тие финеси во однос на музиката, на професијата, многу е важно, нели, од кого. Ми исполнуваше многу, воопшто не знам како да кажам. Тука се наоѓам ова и на музиката. Да. И имам и многу, колку имам. Боже. Ако треба да ме видиш уште 10 емисии, да ти кажам. Но еве сега сме веќе во новата година и покрај овој проект, кажете ми што е она што друго планирате во рамки на вашата соработка. Весна, еве. Ајде. Па ќе се комбинираме. Планираме. Планираме и вергрините да ги снимиме. Да. Ете што ги... Имаме нешто, меѓутоа треба уште да се доработи, да се среди. И така да имаме уште доста многу работа и на музички план и исто така планираме и некое здружение да правиме сега за конкретно за како да кажам точно, за исполнување на повозрастните лица. Ние имавме доста соработка со неколку туристички агенции кои што ете така ќе организираат некое шетање и ние одиме со нив, па после таму настапуваме, им правиме забава една прекрасна и така да тоа планираме истото да го правиме. Меѓутоа ќе се даде повеќе светло на повозрастните лица. Има многу кои што не се дружат некако, од кога веќе ќе останат сами. Има многу повозрастни луѓе кои што се сами во Македонијава наша. И останати се сами на себе, дури и немаат ни кој да им помогне, кој да одиме во таа насока за да направиме едно такво здружение каде што прво ќе имаат можност каде да се дружат, да бидат да си најдат друштво, да се дружат, меѓутоа и да им овозможиме и помош кога им треба, например, ете, не знам конкретно да се испазари нешто, да се отиде за некоја работа да се заврши за нив. Се уште го размислуваме, меѓутоа одиме во една таква насока сега. Многу убава иницијатива, навистина. Ова сврзано е со музика, знаеш какви забави прават тие? Да. Посебни се забавите со тие групи на луѓе. Посебни. Затоа што они знаат баш што сакаат и многу живеат поготово во нашиот репертоар. Да, во Еверините и тие ни ја дадоа идејата. Да. Имаше едно постаро Скопје на сите. И ќе му ја запева на Ла Палома ли, леле кој ќе стане. Од срце. Од срце и пеат и се. Го гледам, ужива и ја со него. Тоа е Бране, нашиот Бране, ќе го поздравиме. Да. Супер. Се радувам на она што го подготвувате, на она што следи. Секако со нови поводи, се надам дека ќе ми дојдете повторно на гости. Ние сакаме оваа нова година да не биде исто како што ни помисли старо. Не треба хубаво да биде. И околу сирките и така, и да сме здрави и живи прво. Така, да сме здрави и живи. Ви благодарам многу за гостувањето и се најубаво. Благодарам и тебе на поканата и тебе среќна нова година и убави емисии да правиш вака и да уживаме. Среќна нова година на гледачите и понатака да уживаат во музика и во љубов. Така, многу убави желби им испративме, многу убава енергија, ги слушаме вашите мелодии, вашата музика, секако и на тој начин полека, почитувани гледачи, и ова прво издание од неделниот миг за новата 2026 година ќе го завршиме. Ви благодарам што бевте заедно со нас, со моите гости и со сето она што ви го понудивме денес, а секако имајте убав остаток од денот и гледајте не и во следната емисија на Неделен микс. Довидување.